Почитувани колеги, благодарам за присуството на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Стефчо Јакимовски треба да престане да се заканува поради што изгледа крајно несериозно и детски. Секогаш кога е фатен жив, секогаш кога постои за некоја неправилност во неговото работење, секогаш кога постои сомнеш за криминалот и за перење на пари, Стефчо наместо да понуди одговори, тој се заканува со тужби. Само ти Стефчо продолжи така, ние со аргументи и докази, а ти со лаги закане. Се она што го кажавме е подкрепено со конкретни документи, зад кои што стои општината Карпош и името на Стефчо Јакимовски. Ова е само мал дел од многуте примери кога Стефчо Јакимовски и општина Карпош планираа да потрошат околу 1.000.000 евра за непотребни и банални работи. Стефчо Јакимовски може да тужи, може и 100 пати да повторува една иста реченица, но прво нека им одговори на граѓаните зошто троши 350.000 денари за караоке забава. Еве го проектот, кој што е составен од програмата за образование, за чие решение за објавување стои името на Стефчо Јакимовски и 350.000 денари за караоке забава. Дополнително, ова е документ од програмата за култура на општина Карпош, каде што се предвидува 210.000 за, цитирам, поддршка на интересни музички проекти. Погледнете, се на се, проект испишан во 3 реченици, а граѓаните на Карпош тоа ќе ги чини 210.000. Ова е проект на општина Карпош, каде се предвидува за флаери, покани, благодарници за проектот за сајам на основни училишта да се потрошат $500.000 денари. И на крај, убаво ќе уочите, ова е проектот од програмата за култура, со која што се предвидува дури $1.200.000 денари за поддршка на НВО. Овој проект буквално е испишан во една реченица, ништо повеќе во неа не се содржи, правото на Стефчо Јакимовски сам да одлучи кому ќе му додели $1.200.000 денари. Почитувани, дали за сето ова не се крие злоупотреба на пари за други цели? Ова се доказите, ова се документите за кои што ние говоревме. Сега се гледа зашто Стефчо бесрамно лаже и сега е јасно зашто Стефчо ги брка новинарите и се заканува. Тој сака да ги сокрие каде се трошат парите на граѓаните од општина Карпош.